Земјоделците кај нас имаат сега 150 милиони евра годишен буџет за субвенции. Но треба да го споредиме тоа со хрватските и словенечките земјоделци кои до 2027 година ќе имаат на располагање дури 6 милиарди евра за поддршка на нивното производство. Благодарение на тоа што се членки на Европската Унија. А нашите производители настапуваат скоро на истите пазари. Тие со нивните, ние со нашите производи. Тоа значи дека кога ќе бидеме членка на ЕУ ќе имаме можност милиарди евра да повлечеме за земјоделско производство и рурален развој, а исто така и за млади земјоделци, за модернизација, дигитализација на производството, екологија и органско производство. Милиарди евра кои ќе ни бидат ставени нам, на нашите семејства, на нашите земјоделци на располагање. Во предпристапниот период, државите како Полска, Хрватска, Словенија и другите искористија стотици милиони евра за развој на своето земјоделство. Тоа е политиката на Европската Унија, но и на државите членки на ЕУ. Да инвестира во секторите кои се врвни приоритети во земјоделието, здравата и безбедната храна, како дел од тие приоритети. Само би напоменал дека со новите мерки во ИПАР 3 програмата се предвидени 217 милиони евра за директна поддршка на нашите земјоделски производители. Со пристапот на нашата земја, на Северна Македонија во Европската Унија, оваа поддршка само може да расте. Според досегашните искуства, тие се зголемуваат за најмалку 10 пати. Исто така може да се пофалиме дека сме лидер во регионот со најголема искористеност од 98% на средствата од ИПАР 2, а ИПАР 3 започнуваме први во регионот со буџет зголемен за 62%. Ова трибина и се она што го правиме во овој период има за цел да ги охрабри сите млади земјоделци, но и оние кои што долго се занимаваат со тоа, и сите бизнисмени во прехранбената индустрија да останат тука, да работат тука, да го модернизираат својот семеен бизнис и своите капацитети или да се охрабрат да направат нов бизнис. За тоа треба средства, тие средства се достапни, само е потребна вашата волја и вашата желба и поддршката за членството во Европската Унија. Членството во Европската Унија, на крај ќе кажам, отвара пазар за од 500 милиони луѓе, пазар од потенцијални потрошувачи кои денес не ни се достапни. Македонските земјоделци ќе можат да ги понудат и пласираат своите производи, а ќе имаат целата поддршка за да бидат што поконкурентни. Ние имаме потенцијал и нашето земјоделие не е ништо помалку потенцијално од било кое друго земјоделие во регионот, а нашиот земјоделец не е ниту помалку вреден, ниту помалку способен од кој било друг земјоделец во регионот и во Европската Унија. Затоа на крајот би ве повикал, почитувани прилепчани, да дадеме силна поддршка на македонскиот земјоделец и заедно да однесеме државата во Европската Унија, каде ние природно припаѓаме и каде нашиот земјоделски производ ќе биде уште повеќе ценет и уште подобро платен.